Емитуваат програми од прва категорија, наменети за целата публика. Почитувани, добар ден. Вие сте со уште едно издание на Црвена линија. Под екстремно високи температури гори земјава, а изгоре и дел од архивата на Кумановскиот суд. Предходно пожар имаше во судот за, ке подсетиме, за прекршоци. Гореа документи и во Министерството за правда, како и во Инспекторатот за животна средина, како и во пошта. Многу документи изгореа. Се почести пожари во кои исчезнуваат архивски материјали ги разгоре и сомнежите во јавноста. Па еве, она што денес сакаме да продискутираме со вас е секако да го слушнеме вашиот став и мислење околу тоа. Што мислите? Што е причината за пожарите? Несоодветно водење на институциите, лоши противпожарни служби или пак нешто сосем трето? Тие одговори очекуваме да ги слушнеме денес во ова денешно издание на Црвена линија. Ќе ве подсетам, до нас се доаѓа со вртење на телефонскиот број 02307-0005. Имаме 5 линии активни, па еве, иако имаме нели апели од гледачите кои што велат дека тешко може да не добијат, јас ќе подсетам дека можеби ќе ви се јави како недостапно со оглед на тоа дека сите 5 линии се активни. А темите какви се за кои што зборуваме, сосема е логично и нормално да биде вжештена Црвената линија. Секако да ја подгрееме атмосферата, ќе продолжиме и со прилогот на мојата колешка Елена Муковска, а потоа се враќаме на вас со подсетување каде се можеме да дискутираме заедно со вас, освен директно во Црвена линија. Кумановскиот суд како во магла. Облаци со чат од подрумските простории пред пладнево ја обвитка и судската зграда. Пламени јазици немаше, но чадот де се смируваше, де се распламтуваше, додека кумановските пожарникари од ноќеска 2 часот водат битка, целосно да го угаснат. Постојано се менува нови возила со вода и директно се гасеше во продрумските простори, полни со архива на судот. Но до целосното гасење одеше бавно. И од пламенот од архивата, од книгите, ги има зафатено и цевките, поточно гумата, а поради непристапноста на теренот, многу е тешко да се дојде доле, затоа што имаме и од лева и од десна страна книги, архива, многу тешко оди гасењето, поточно многу споро. Значи, на терен сме 4 возила и 10 пожарникари и, како што гледате моментално, пожарот е ставен под контрола и за брзо време ќе биде локализиран. Штета има, но конкретно што изгорело? Дали само списи за кои веќе има бекап во електронската архива? Или ќе има и неповратно изгорени архивски материјали? Председателката на Кумановскиот суд, Снежана Манев, не можеше да каже. Рече дека дел од старата архива веќе била пренесена, но не се. Во подрумот на судот има и резерви со нафта за грејење, потврди за Телма Манев. Колку точно останале не можеше да каже, но вели дека биле подалеку од двете простории зафатени од пожарот. Најави точни информации за штетите откако ќе влезе внатре и ќе направат увид. Првично причините за пожарот се бараат во струјата, која веднаш била исклучена во целиот објект. Што го предизвика пожарот? Ќе треба да покаже увидот и истрагата откако целосно ќе биде згаснат. Во оваа зграда се сместени и Кумановското обвинителство и правобранителството. Шефицата на обвинителството за Телма кажа дека и дел од нивната архива е сместена во подрумот, но таа најверојатно не е зафатено со пожарот. Ние како јавно обвинителство веќе сме од раните утрешни часови заедно со дежурниот обвинител и други обвинители веќе сме тука на лице место. Заедно со екипата од ЦВР ќе направиме увид, ќе викаме и вешто лице електроинженер за да видиме прво причината на пожарот. После тоа, нормално, ќе се утврди штетата, ќе видиме архивираните предмети, дали се оштетени, што треба да се поноват списите. За сега постои ли сомнеж дека е подметнат пожарот од информациите што ги имате? Моментално не постои таков сомнеж, затоа што судската полиција, полицајецот што бил дежурен, он видел дека од електричното броило излегол димот. Првичната информација не е тоа, меѓутоа ќе утврдиме после увидот.
Министерот за внатрешни Оливер Спасовски најави дека началници и раководители од одделот за криминалистика од Скопје ќе учествуваат во увидот за да се лоцираат причините, што точно е зафатено со пожарот. Председателот на судскиот совет Сашко Ѓоргиев утрово бил пред Кумановскиот суд и на председателката и понудил дополнително ангажирање на други служби да помогнат за успешно да се изгасне пожарот. Судскиот совет во координација со Врховен и Правда бараат решение како да продолжи со работа судот, со оглед на тоа што при пожарот е оштетена и дел од електричната инсталација. Пожарот во делот каде што се чуваат документите од стари судски предмети ги разгоре сомнежите во јавност. Предходно пожар имаше и во бараките во кои беше сместен судот за прекршоци. Гореа документи во Министерството за правда и во Инспекторатот за животна средина. Го погледнавме и прилогот на Елена Муковска, сега наред сте вие. Оно што сакаме да слушнеме од вас, каде ги гледате причините за овој пожар. Дали всушност тоа е станува збор за несоодветно водење на институциите, лоши противпожарни служби или можеби според вас е нешто сосема трето? Ке посетиме дека гореа документи и во Министерството за правда, како и во Инспекторатот за животна средина и во Пошта. Предходно дури имаше пожари во судот за прекршоци. Па еве сакаме навистина да слушнеме на 0230700005 кои се причините според вас. А сега оваа дискусија можеме да ја продолжиме и на социјалните медиуми. Тука сега го ќе ве подсетам дека треба да се заследи профилот на Црвена линија на Facebook, секако профилот и на Телма телевизија на Facebook, каде објавуваме наши теми, а и на Твитер. Но на што постојано барам од вас, навистина сакаме да бидете дел од инстаграмското семејство, кое што редовно учествува и дава одговори на нашите анкетни прашања. Па така за денес имаме едно едноставно прашање. Инстаграмџи ги прашуваме дали доцниме со дигитализацијата. Опцијата за одговори е да и нешто, значи секој соодветно на вашиот одговор кликнете на опцијата, а резултатите секако ќе ги споделиме по рекламите и ќе подсетиме дека ова прашање ќе биде упатено и за гледачите кои што ќе се вклучат, верувам, во голем број во ова денешно издание на Црвена линија. Почнуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Дали доцниме со дигитализацијата, еве? Абе, што доцниме, него за ова што гори судот, гори правда, гори затвори, гори полиција, гори армија, гори влада, гори собрание, се гори кај нас. Па како да ги угасиме овие пожари? Што треба да отиде, многу лесно е. Кој стражар бил ноќта на смена, кој возил евиденција, клучот од магазинот, кој го имал, се може да се најде крај. Дали имало нешто запалено, сијалица, грејалица, ова, она, дали бензин случајно од некаде низ одакот паднал, па искра се појавила, па запалила. Се може да се најде крај, ако сакаме. Ако не, така ќе пропадне и Македонија, полека ќе изгори и како кучиња ќе не снема сица. Не се води ред кај нас. Кај нас државата пропаѓа, народот молчи. Владетелите молчат, а тие уништуваат. Опозиционите само мара наоѓаат, а до избори 7 години не сакаат да дојдат. Меѓу да не влегуваат во собрание, да ги спречат владетелите да не плачкат, тие влегуваат, подпишуваат плати, подпишуваат буџети, се гласа што не треба, ама за избори не успеа. И овие сега лигави деца ми се кажуваат. Ке подсетам 90 секунди време на излагањето. Големо благодарам со оглед на тоа што бевте и прв гледач кој што го пробим мразот во ова денешно издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Каде ја гледате причината во еве зачестинава појава на пожари? Па, знаете, кога вработувате се и се што на несоодветно место, ќе ви се случи тоа. Ако е проблемот изборите, многу лесен проблем е ова, меѓутоа проблемот е секогаш во човечкиот фактор. Зошто го кажувам ова? Знаете, ние минатата недела имале на пресуда за една иновативна работа и го направиле човекот криминалец, без тендери, без ништо, да успел да направи нешто, да се внесе некој новитет, кој некој поради тоа што не е способен да го примени, овој го направи дека е криминал. Поред, криминал е судот докаже.
Меѓутоа, се додека ние каскаме со овие технолошки новитети во нашите институции, ќе гледаме сеир. Че ме земете, пошто ја запали директорот, одговараше ли? Не. Се додека немате одговорност на тие што се на тие работни места за тоа што го гледаат и што го прават, секогаш ќе ни се случи ова и само ќе се избориме вака. Ги спомнавте случајот Треска, случајот Суд за прекршоци, а градски архив он дека кај партизанска, наспроти близиската што гореа бараките, и секој се оние скитниците криви. Ама не гледаме кој се гази на локациите и што се планира таму да се прави. Па и тука треба да се почне да се види дали тука не е намерно предизвикано за да се очисти локацијата. Видете, дека каскаме со технолошкиот развој на државата, каскаме, тоа е факт. Јас понапред сум зборал, Србија веќе одамна прекршоци констатира преку камери, ама ние го осудиме овој га. Ке подсетам 90 секунди, но истовремено и ке ве охрабрам секако доколку сакате нови секунди, додека трае црвена линија, можете повторно да го завртите нашиот телефон. Уште еднаш благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. Сега малку ќе ги вклучиме и твитерџи, секако и таму се дискутираше на големо за темава за која што говориме. А ова и се и коментарите кои што ги издвоивме под нашата тема на црвена линија, ќе посетам за следете на Facebook и меѓу другото не заборавајте и на Twitter, како и профилот на Телма телевизија. Еве Зорица Ановски има напишано: ни трак ни глас ке има кој зошто ова го сторил. Се иде по план. Јовановски Владимир напишал: абе аман што само муабети да се ваделе случајно се дешава, одма вие гледате на лошата страна. Ами арно што нема повредени, можеше да изгори некој тогаш што правевме. Арно што е архивата само повредена. Најважно да нема жртви. Можеш и вака да си мислиш ако си, ова ќе го прескокнам, се разбира навредливо, или ако си од владата. Радко Алексиевски прашува: како баш архивата? А ние ве прашуваме каде ја гледате причината во појавата на ваквите пожари, особено последниот во Кумановскиот суд, во архивата поточно. Дали гледате причината во несовесното водење на институциите, дали можеби имаме лоши противпожарни служби или пак е нешто сосем трето? Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Ви благодарам и јас ве поздравам вас и вашите колеги, колешки и сите. Големо благодарам и во името на сите мои колеги и редакцијата. Ви благодарам. Знаете што, ова мислам не е овој штос, како да го наречам, тајде да не бидам толку безобразен, се извинувам на некој ќе каже се дешава, не се дешава, тоа е намерно. Или е несоодветно водење на тие архивски книги, или е намерно. А повеќе ми случи третото дека е намерно. За да се скриват нешто. А еве дали може би доцниме со дигитализација? Доцниме, нормално дека доцниме како? Сите судови имаат со камери, снимање, дигитализација, секој може да види, па и јавно да го прегледа тако сака некој. Меѓутоа, тоа е тоа, нашиот закон, се ние доцниме, се ние пожари кај нас се случуваат, се противпожарната служба е крива, што може то ништо не може да направи на 2 тона хартија. 2 тона хартија, знаеш колку брзо се палат. Знаат зашто тие тоа не го складирале каде што требат, пошто немаат дигитализација. Тоа е тоа, скажа предходниот, гледаш многу убаво македонски пошти, и други институции, да не, меѓутоа не им доликува. Не се води држава, господо, вака. Меѓутоа ќе има избори, ќе си го платат политичарите цекот и за овие. Така, благодарам и вам за јавувањето. Уште еднаш подсетувам за сите оние кои што ќе се вклучувате допрва, само внимавате на тајмерот. Еве и нешто интересно од Твитер со оглед на тоа што се запалија документите во архивата во Кумановскиот суд. Мите Матевски има напишано: старите не стојат тука, се мисли на документите, старите одат во архив на Македонија. Па еве, што мислите, која е причината и еве дали се сложувате со ова што го напишал Мите Матевски, кој што вели дека токму старите документации не се чуваат во архивот, туку се префрлат во архивот на Македонија. Добар ден. Добар ден. И убав ден.
И ве поздравувам на овие жешкиот ден денеска, затоа што... Така, и ве на најжешкиот ден говориме за пожар. Да, све за жешко, а никогаш не е прилагодено. Вака, за моје време, јас не сум од трета доба, него тука. И слушав постарите од нас, вика Врањска чивија, Кумановска бургија. Од Арачиново се јавувам, албанец сум. Поздрав до Арачиновци кои што не следат. Па, не, јас гледам секогаш тоа, ова е ми е државна телевизија, мој прозорец, гледам што ова, она, тука губам време. Сега, да не земам многу секунди, тоа што изгорало, ви се знаеме сите, а сакам да знам некако кој е наред да се гори веќе. Се горило пошта, све бетон направено, таму пожар настанал. Пожар се стана негде по шуми, по овие сушни времиња. А таму се гори, па онда судот, па ова библиотека стара што беше овој како архив таму во Карпуш. Па онда се горило суд. Па онда се горило пак суд. Па онда се гори Идризово. Значи затвор. Па онда се горило Битола затвор. И што друго треба? Па мостот, значи мостот да се гори кај железничка станица. Кажи ми, што се овие камикази? Благодарам многу, еве, поздрав до сите оние кои што не следат од Арачиново. Секако ќе напоменам, слободно можете повторно да го завртите телефонскиот број и да добиете нови 90 секунди. Еве, ќе продолжиме и со она што го напишал како коментар Зоранчо Јовановски. Во однос на темата намерно да се прикријат докази, тоа и дете од 15 години го знае одговорност. Седат Елмази напишал операцијата успешна, пациентот мртв. А каде ги гледате вие причините? Дали сметате дека досниме со дигитализација како земја? Добар ден. Добар ден. Ало. Здраво, добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, дали сум јас на линија? Да, во црвена линија сте, повелете. Еве, добар ден, нека е убав ден, топал ден. И денеска Свети Петар и Павлен или денеска. Така им честитаме имендан на сите оние кои што го слават овој ден. Да, Петроден, беме до црква малце сечкална, искочиме поват малце ние. Постарите и треба да се прибереме дома, да не правиме проблеми. Што е причината? Брадете, знаете што е причината? Пред година-две горе Источна Македонија, тоа викаме Ридови планина. Ова како се погаѓа да горят овие главните со судски предмети, она. И за тоа има сомлес. Како да нема сомлес? Како се, тоа што кажа преходниот гледач од Рачиново, секој пат кој ќе се јави, секој пат многу фино зборе, поздрав до него, значи на вистина. Ама ова, значи, и за сомлес. Како може тоа така да се случи? Али, за пожарникарите дали лошо за тешко на пожарникарите, златни деца, те пикат оно, значи гори и во чат и све, и многу пати ќе има повредено од пожарникарите. Значи, на вистина, изошто веќе се барат пожарникари, па не е лесна работата, тешко ним. Биди ми поздравена, све најдобро, немам зборови. Кажа доста луѓе, ја да кажам. А дали досниме со дигитализација со оглед на тоа што и на таков начин може да се сочуваат клучни важни документи? Да, како што кажах другите, јас... Добро, драго ни е дека дадовте одговор на нашите прашања. Продолжете да не следите за да слушнете што ќе и се искажат останатите кои што ќе се вклучат во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, да не биде дека јас зборувам напразно или сама со себе, доколку ви има на линија и веќе подсетам, секако бидете и трпеливи на оние кои што велат дека сме недостапни, тешко може да не добијат. Имајте во предвид дека 5 линии се активни и кога сите 5 линии се зафатени, тогаш може да се случи да јави телефонот дека сме недостапни. Но како и да е, 5 линии не е мала бројка, а секако сакаме во што поголем број да ве слушнеме и еве да ни укажете каде ги гледате всушност причините за појавата и за честиноста на ваквите пожари, особено во институциите.
Дали еве сметате дека можеби имаме неефикасни противпожарни служби или можеби е сосема нешто трето или можеби закажуваат институциите кога станува збор за грижата за особено документацијата и просториите. Добар ден. Добар ден. Еве јас трета среќа ќе речам уште еднаш добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, еве конечно да се слушнеме, повелете. Вака, да кажам, јас сум повозрастен човек и у моје време беа пожари. Ако сакате нешто да заташките, да маате, да заташкате, да забошотите, земете, формирајте комисија или подметнете пожар и изгорете тоа. Зато имаме една препорака за нашата партиска администрација која со години работи така, се надоградува. Таму има честни луѓе кои работат, али тие честни луѓе не можат да дојдат до своје влијание, да ја покажат својата професионалност. Затоа предлагам да не даваат веќе пари за такви програмите, судството, администрацијата, легализација и да не зборувам се, нека Америка и Европа се договорат, имаат многу убави програми. Нека изберат проекти, едно со Горски планини, Плачковица, Малешевија, Мариево, Јакупица, Шар планини и тоа. Нека изградат еден убав комплекс, имаат овој, нека ги соберат тие од администрацијата, да не кажам, не са сите ајдуци, поголемиот дел и тоа, и нека биде по системот на Алкатранс или Гвантемамо и нека ги таму преваспитуваат. Ние не може да ги преваспитаме. Со години се краде и за време на социјализмот и транзиција и понатака ќе се краде. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еден твит кој што ќе го вклучиме во дискусијата со вас, па можете и вие да искоментирате што мислите на кажувањето на Сашо. Не сум некој експерт за електрика, ама ме фасцинира како тоа сите пожари во институции од стари електрични инсталации започнуваат некаде по полнок, кога мрежата е најмалку оптоварена. Каде гледате причината еве за појавата на ваквите пожари? Дали е несоодветно водење на институциите, можеби и застарена инсталација или пак еве да кажеме лоши противпожарни служби или можеби е нешто сосема трето? Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Да, благодарам. Значи, што се однесува до овие пожари, како да кажам, ако е од небрежност, ако е од технички проблем, и така, сепак е некој човечки фактор, ама тоа е, викам, Божја работа. Се случило. Ама во најблага мера кажано вака, без докази, дека ова ми личи на саботажа. Сите тие примери што ги кажувавте, почнувајќи таму поштата, па судот за прекршоци, па архивот на град Скопје за урбанизам, па сега пак суд, ме разбирате? Постои индиции да речем дека ова сепак се работи за нешто што е со намера направено. Тоа ќе докажат истражните органи. Само сакам да ви кажам дека ова ме потсеќа на времето на акцијата СВОС, од повозрастните знам како беше и веројатно и тогаш се правело тоа, значи сите во одбрана и заштита. И ќе се организираме сите во акција да средуваме документација и тој организаторот вика оваа документација запалија. И не сме никој да праша зошто да запалиме, да не дојде во рацете на непријателот, сваќате? Но еве сега во модерното време имаме технологија, дали досеме со дигитализација па на таков начин да се спасат? Апсолутно, тоа е решение, нема многу време веројатно, меѓутоа тоа е решението. Двојната копија се чува во посебно место, во бункери, така да тоа е. Така, благодарам многу и вам, еве, што го кажавте вашиот став во однос на темата за која што говориме токму со вас денес. Продолжуваме. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, ова ќе да е некоја ѓаволска работа. Мора некој шейтан тука да прска прсти, некои духови, црни сили, некои
може да е вуду магија, кој знае што све може да е. Знаеш како е сега у плурализам религијата си го пати местото под сонцето, додека како што кажа претходниот Јосип Брос, така действувале тие атеистите тогаш во тоа време, земи ова запали и так. А сега има религиозни објаснувања, може да прашаме и Баба Вања и нели Нострадамус да прашаме, може ти ни каже он како настануваат овие пожари баш вакви институции како судство. Знаеш, има ситуација кај мене у фирма у железница додека бев на работа. За секого требаше да направат по едно CD за секој вработен, за стаж, да му се води таму боловања, све што правел тури. Ама кога отидов да го барам тоа CD, вика, ние, вика, сме ги фрлили, вика, топтан се со све, вика, у огин, вика, таму сме ги палели. Махинации невидени, мучки невидени и кој знае какви дела се кријат. Но денес постои можност за бекап план, тоа е дигитализација целосно. Дека нема бекап, затоа е ова вака. Така, благодарам многу што се јавивте во црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако на црвена линија. Благодарам. Вака, прво огновите сите се, прво 99% се намерно палење, за да се уништи некаква документација, да ќе биде судство или некоја се значајна фирма. За мене фактор човекот е кој што го прави тоа. Вториот момент е каде не се води сметка за градењето и материјалот кој што се вградува, посебно за електриката, и да може да дојде до самозапалување. А тоа се чини само ако неквалитетно се изработи, неквалитетен материјал се стави и тоа доаѓа до самозапалување и меѓутоа, уште третиот момент е, да речем, некогаш имаме по една сијалица дома едно решо и не знам што тамо. Меѓутоа, останати се старите инсталации такви какви што биле, а секој ден се купува се некој нов апарат, само се приклучува и мрежата се оптеретува. Дали ќе биде дење или ноќе, кога ќе дојде тој момент на оптеретување, не се знае, некојаш можеби и самата мрежа ќе дојде со појака струја и сите опции се можни за да дојде до самозапалување. И овдека затоа треба на одреден период да се обновуваат инсталациите за да не се даде можност истите да дојдат до самозапалување. И ми се чини дека тоа ќе биде за ово, третото. Ќе посетам, само внимавајте на тајмерот. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Па да ви кажам, имаме сега многу фотоволтаици, па еве хидроцентрали се препуни од дождовите, па може би струјата не може да стои, да се активира каде што треба, па еве вака мев дека ќе избувне и ќе се запали. Ова е катастрофа, едно смешно нешто, не знам како другше човек да каже во иронија. Затоа што не сака дигитализација, не им одговара, не дека не може и онако, ние се враќаме во риквец, ние не одиме веќе напред, ние се враќаме назад. Така да затоа што кај нас тоа ни одговара. Меѓутоа, јас мислам таму дека беше во Куманово, имаше некој немири диво населе, колку се сеќавам. Не знам дали е точно или не, ако грешам, се извинувам. Така да не е нешто во врска со тоа таму да се случува. Тоа се случи пред неколку години сега. Не знам точно кога беше, меѓутоа, колку што памтам, мислам дека таму беше. Така да дека има нешто, ова е тенденциозно, мислам сите знаеме и многу луѓе кажува и точно, вие бетон таму да зимате да се запали до овоме и ред други работи, меѓутоа се случува добро. Честни исклучоци секој пат има. Меѓутоа, во вакви институции и уназад и сега, мислам ова, како да кажам, на некое дете од градника да му кажеш, па ќе го свати. Ова е све човечки фактор за мене, затоа што многу луѓе што ги слушнав кажа моje мислење доста и порано исто имаше, меѓутоа немавме демократија да кажеме, па за... Благодарам многу за јавувањето, продолжете да не следите. Одеме со твит заедницата, еве уште една твит објава на News 1 МК, каде што стои:
Стоилковски за пожарот во Кумановскиот суд. Власта се подготвува за заменување, индикативни се пожари и поплави во институции. Како и да е, во меѓувреме секако ќе ве потсетам дека имаме и анкета за која што ја изборуваме директно со вас во Црвена линија. Не заборавајте да не заследите на Инстаграм и уште еднаш ќе ве потсетам и ќе ви покажам како изгледаме на овој социјален медиум. Така да, еве сега ќе можете да го видите, ќе ви доловам како тоа изгледа и ќе ни биде драго еве да ви има во што поголем број. Значи, анкетата е она исто што го прашуваме секој кој што се вклучува во Црвена линија. Дали според вас доцнеме со дигитализацијата? Како и да е, одиме со вас на 02-307-0005. Подсетувам, 5 линии се активни. Ете, можете да слушате како се коментира и на нашата Facebook страна, на страната на Телма телевизија, но секако и како коментираат и гледаат на нештата гледачите кои што се вклучуваат во Црвена линија. Добар ден! Добар ден! Па еве, каде ги гледате вие причините? Причините ги гледам у луѓето, тие криминалците што сакат да изгорат тие архиви што се тешки, што треба да ги скријат. Тоа е чудно. Не може да биде точно 2 или 3 до кеска некој. Зашо дење не се запале? Зашо бараките изгореа нокно време? Зашо поштата изгоре? Зашо изгореа? Цела Источна Македонија гореше до Фурка доле. Велешко езеро, Западна Македонија, дрвте не се запали. Шо е тоа да не е саботажа? Некој да не е нормален, ние не знаеме шо е саботажа. Некој ќе не убедува дека шефицата излегла на судот да каже дека тоа било инсталација. Од дека она толку стручна и од кога се мала судика да правда другите. Ма секаде се горе, секаде се пале. Не затвори се копат, не банкомати се дигат у воздух на 2 место Скопје. А вика, че слушам го Собајлек, премиер, министер за внатрешни работи. Пале се дека многу биле 550 души ки према. Шо работат тие полицајци да ги прашам? Едно време имаше позорникари низ градовете, шетаа низ улиците полицајците. А сега? А еве, дали гледате дека и доцнеме со дигитализацијата? Што доцнеме и тоа за цел век доцнеме. За цел век доцнеме, а пожарникарната служба не е крива, не е виновна уопште, они трчат, зашелствува се луѓе. Так, благодарам многу еве и вие што се јавивте и што се вклучивте во ова издание. Продолжуваме, еве, можете да видите анкетата дали доцнеме со дигитализацијата. Тоа е прашање кое што го поставуваме и на гледачите кои што се вклучуваат во живо во ова издание на Црвена линија. Добар ден! Добар ден! Па еве, што ќе кажете, каде ги гледате причините? Дали јас сум ред, пошто пред мене... Да, вие сте, ве слушаме сите. Причината за пожарот, тоа сака да кажам, кога излегуваат на телевизија. Ме слушате? Да, продолжете, ве слушаме сите. Добро. Причината за пожарот на телевизија излегват и прво што го викаат може би инсталација на струјата. Зошто не почне да речи сумлива е работата, може би е подметнато, може би ово, може би тоа, а може би инсталацијата. Него да му матат очите на другите, може би инсталацијата на струјата и на крај така ќе излези. Како таа инсталација стално се дешава или вода да влезе во тие државни институции. Пошто ние сме, не е век, ние сме 300 години назад. Ти да отидеш во матично да извадиш една книга на родени, вадат некој тесарка што не се познава она со мастило што го пишувале пред 50-70 години. И му викам, зошто ви, ако се запали, му кам, што ќе правите луѓе без овие книги што ги имате тука? Зошто се тие кутиите пред тебе што се викаат компјутери и чипови? Све треба да си заведете во тоа, кога ќе дојдам да барам нешто, име, презиме, чукни, таму ќе ти излези, 3 дена ме враќаа назад, дојде, мислам за луѓе, мои пријатели од Австралија го вадам тоа, 3 дена одим таму, го нема, како се вика, татко е, лака е роден, абе човече ти дадов информации, не може да најде. Значи, 1000 години сме назад, 1000 години назад, а ова е све криминал што се прави, да се сокријат работи, ако има некои предмети да се уништат и сега да речат не. Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија.
Препорачувам продолжите да не следите. Добар ден. Добар ден. Добре, ве досега имавте можност да слушнете од гледачите како гледаат на темата за која што зборуваме. Ќе посетиме дека изгоре дел од архивата на Кумановскиот суд, но претходно пожар ќе посетиме имаше и во судот за прекршоци, па потоа гореа документи и во Министерството за правда, како и во Инспекторатот за животна средина, па и во пошта. Многу документи изгореа. Дали може би не имаме доволно план Б или не сме воопшто дигитализирани, па еве, каде ја гледате причината всушност за појавата на ваквите пожари? Дали може би несоодветно водење на институциите, дали може би еве лоши противпожарни служби или пак нешто сосема трето? Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Да, повелете. Добар ден, Тина, вие поздравувам емисијата, вашата уредувачка што уредува вакви емисии. Ја вака би рекла, сето ова, за да дигитализацијата да касни намерно, ако имаме дигитализација, ќе нема застарување на дела. Ќе мора да излезат на дела. А вака секој материјал што сака да се скрија наместо под тепик ќе се внеси во подрум доле. Ја колку што знам пред година и две беше направен судот, иако е стара зграда, беше реновиран, така да тие документи документи што треба да бидат скриени од Иван Насајле во 2015 и од ракетарите сегашни, за да не одговара од Груби, од Ахмети, и да не набројувам по имена. Ова не се случува само во Кумановскиот суд. Како може кабелот во болница, кабелот во судот, во Народниот институт, во пошта газимо стрими да ја запали поштата, значи ова е чиста намештајка и диверзија за да не се откријат делата. Меѓутоа народот памти, иако ќе ги запала делата народот во умот ги има. Кога се смени ова власт, се ќе плаче. А таму живее непосредно до полицијата и нашиот почитуван Спасовски. Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија и секако еве за тоа што споделивте каде ги гледате причините во своите 90 секунди. Продолжуваме со вас. Добар ден. Да продолжиме. Да. Видете, Диво Насајле се судеше во Скопје, не се судеше во Куманово. Тоа е една работа. Втора работа, поштата се запали пред 2016-та. Да се подсетиме кога напаѓаме аргументирано. Мене не ми е јасно, знаете, како толку председатели на суд, а никој не кажа дали реагирал против пожарниот аларм. Тој се вика дим аларм. Тоа е една работа. Втора работа, како може да се дозволи во просторија кај што имате лесно запалива материја нафта, вие да складирате и хартија. Мислам, тоа е глупост невидена. Меѓутоа, и она третото прашање што сакате, дали каснеме со дигитализацијата, па ако воведеме дигитализација, партијеве кај ќе ги запослат лепачите на плаката и оние што трчаат по митинзи? Ако се упрости процесот, ако се стане дигитално, кај ќе ги запослат партиските војници? Проблемот ова што ако се не дигитализира, нема кој да работи на дигитализација. Све писмените шетаат полите, неписмените ги држат местата. Тоа е проблемот. И викате зашто касни дигитализацијата, па кај ќе се запослат неписмените партиски војници? Тука. И така, така го гледам причината. Сега оваа обвинителкава да каже зашто во времето на најголемо оптеретување, тоа е дента, кога работеле 4 институции, не дошло до допалење на инсталација, дошло 2 сат ноќе кога оптеретување на мрежа е 0. Мислам, знаете, кога кажуваат нешто да имате нека чукта тоа главата, сепак функционери се некои што треба на народот да му дадат некоја информација, народот не. Така, благодарам именно за повторното јавување во Црвена линија. Ето, практично можете да видите како изгледа доколку сакате дополнение од 90 секунди. Отворени сме секогаш за вас. Добар ден. Добар ден, Тина, Игор од Битола. Здраво, Игор. Па еве каде ги гледате вие причините за пожарот во архивата на Кумановскиот суд? Па јас мислам оти тоа се случило на неќење, може некоја случка, некаква инсталацијата или некој
самостојно, само се запалило. Не верувам некој да го подметнал то, не верувам некој да го подметнал. То може само, нема врска, господице, дали тоа го подметнува некој или само. Например, еден пожар имаше, сам се запале од гром, па се запале зграда, она, или па име дали сметате дека најдобро решение е дигитализација и всушност така ќе бидат сочувани сите документи? Вака, јас сум за дигитализација. Дали дигитализација е тоа што пријави, не знам што е дигитализација, дали е тоа што пријава во пожарна, дали е тоа? Дигитализација значи во светот, само ќе потсетиме дека на големо веќе се воведува и вештачката интелигенција, која што излага во пресред за завршување на многу нешта кои што им се неопходни на луѓето, дури и професии цели. Да, јас верувам во дигитализација, Ама достиме ли со дигитализација? Добро, како и да е, ќе подсетам, ете, тоа е она за што дискутираме, дали достиме со дигитализација, во прашање секако ќе ве причека и кај нас на Instagram стори. Ево, уште еднаш ќе ви доловам како тоа изгледа на Instagram, ќе ни го заследите, се разбира, профилот на Instagram и веднаш на Instagram стори, кликнете и ќе ве причека прашањето кое што ќе го поставиме и до гледачите. Дали достиме со дигитализација? Тоа е оно што ќе го прашаме и следниот гледач, а може би и гледачка. Добар ден. Ете го, телефонот звони. Добар ден. Добар ден. Достиме ли со дигитализација? Многу години. Многу години достиме. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ќе го намалам. Овде Никола од Ѓорче. Драго ни е, Никола, поздрав. Поздрав и до Лјупчо, слушателот, гледачот, значи све со аргументи кажа стварно што ќе кажи на место. А јас сега ќе кажем која е причината за пожарите, не за овој пожар само. ВМРО, СДС и ДУИ. 33 години ја палат, ја гасат ова наша Македонија. Еден пример кратко ќе ви кажам, пред многу години, 89-та, Македонија спорт уште кој беше државно, кој се сеќа може постарите хангарот ваму, документацијата на покојни, да не мешам се име кој беше директор, знаат, ја запалија архивата, после неколку години Македонија спорт се купи. Така и овде има нешто смрди во ова палењето на сите објекти. А чаре за пожарите, да нема више пожари, само да ни дојде некоја држава јака, ова озбилно го мислам со болка, јас сум 60 години, жал за младиве, за децата, да ни биде тутор, да речиме, таа да ни постави министер, таа да ни постави премиери, 5 години. Таа, како ќе каже, после нека ни... Благодарам многу за јавувањето. Ете интересно, гледачот смета дека може би најдобро решение да додат работите во ред во земјава е да имаме тутор или некој од надвор кој што ќе се грижи за нас. Но дали доволно и добро се грижат институциите, дали гледате ка причина во пожарите може според вас да биде несоветното водење на истите или може би причината ја гледате во лоши противпожарни служби или за вас причината е нешто сосем трето? Добар ден. Добар ден. Па каде ја гледате причината вие? Човечиот фактор. Нафта не се чува во подробна осудот. Како да чува нафта во човечиот осудот? Каде знаеш во осудот? Каде знаеш се прави надбор, а не осуд. И таси, требаше одамна тоа, да се тори. Одамна. Сега е касто. Сите пожари, што се направи во правда во пошта. Тоа е цел, та месца на работа. А доцнеме ли со дигитализација според вас премногу? Да, треба да биде дигитализација. Да има. Да се види што работи. Обаче го компјутер, да
нека. Чекай, често изгоре, од човечки доктор. Пријте Божевно. Голем поздрав и до вас, благодарам повторно за учеството во Црвена линија во ова денешно издание. Одиме понатаму секако со вас. Добар ден. Добар ден. Каде ги гледате причините? Видете се од кај ќе почнам. Прво да го поздравам човекот од Арачиново, многу интелигентно и многу чисто кажа камо да е цел народ како него и да ја штити државата и да ја почитува. Понатака, пожарите што се палат, пожарот како пожар сам се страми и се плаши да се запали дење, се пали он ноќе. Само од себе пожарот се пали ноќе. И пак и како пожарите точно се палат онамо кај што треба да се заштитат натрапниците, рамите, кодошите, плячкашите. Тамо се палат тие. Дали доцнеме со дигитализација? Ба каква дигитализација ќе најдат крај за тоа? Ќе најдат начин како тоа да го премостат, пак да не се откриват. Тие со умисла што го прават, тоа ќе си го направат пак понатака. Еден пример ќе ви кажам. Ова се пала пред бегање. Јас се сеќам Љупчо Ѓурѓиевски, Љубчо. И го кршеше цел кабинет намештајот. Ко требаше утре да го отстапи, се попара направи. Ако го слушав од луѓе, колку е точно, ама 100% точно. Овие сега пари в джеп, трпаат, префрлаат во соседниве држави пари, крадат. Па после оттаму ќе ги враќаат, ќе купуваат. Добро, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжете секако да не следите, а верувам и оние кон кои имавте пофални зборови и поздрави од гледачите кои што нели се вклучуваат во Црвена линија, верувам дека ве следат. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас мислам дека вината е во електричната инсталација. Зошто велам? Почев од Сарај, Кондово, Арачиново и сите останати албански села кои користат струја, а не плаќаат. Ја оптеретуваат мрежата и тие по налог, дали у суд треба, дали на некое друго место како што е поштата, се прави пожар. Малку да се насмееме околу ова. Доста има пиромани околу нас, кои дрвокраците го користат тоа. Ќе запалат шумата и после тоа дрвата ги откупуваат за многу пониска цена и ги препродаваат за повисока. Никој не гледа дали Македонија пропаѓа или не. Важно да се спечали, да се стави во джебот. Вака ќе биде секогаш, другари. Дали доцнеме премногу со дигитализација? Каква дигитализација? И на месец да појдеме ние, за нас ништо не вреди. Ние сме прост народ, да кажам. Извинете на изразот. 70-80% од нас сме лопови на Балканот. Почев од македонци, срби, косовари и други. Благодарам многу и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Сега веќе дојде времето и за реклами. По рекламите време стандардно ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Тука секако уште еднаш ќе ве потсетам, не заборавајте да не следите и на Facebook и на Twitter, секако и профилот на Телма телевизија, но и на Instagram. А оние кои што не следат на Instagram одговорија вака. Дали достиме со дигитализацијата? 92% од инстаграмџи рекоа да, а 8% рекоа не. Како и да е, овде велам, благодарам за сите вас кои што и ве се вклучивте и во денешното издание на Црвена линија. Секако утре нова тема, нов предизвик за сите нас. Се гледаме во стандардниот термин на Црвена линија. Сега во овие жешки денови најдобро да останете со програмата на Тилма и секако јас и вие до нашето утрешно видување. До видување.